Анализата во трудот беше направена, така да речам, на три нивоа. Најпрви направивме анализа на социоекономската состојба на локалните радија во Македонија, анализирајќи ја финансиската структура, историјатот на инвестиции, користење на платформите. Потоа второто ниво на анализа беше кои се предизвиците со кои што се соочуваат традиционалните медиуми, односно медиумски формати, а тоа се интернетот, дигитализацијата и подемот на социјалните мрежи. И третото ниво на анализа, студија на случај, Канал 77, го земавме како успешен пример за радио кое одговори на предизвиците со кои што се соочуваат сите радиостаници. Направивме интервју со собственикот на радиото во однос на кои се користените стратегии пред и по трансформацијата и добиените резултати од нивната трансформација. Имено кои се резултатите од првото ниво на анализа, резултатите покажаа дека одржливоста на локалните радиостаници е сериозно оспорена. Резултатите од нашите истражување увидоа на тоа дека вработените во локалните радиостаници е алармантно низок, затоа бројот на вработените, при што некои станици работат дури без ниту еден регистриран вработен. Новинарите во Македонија се под силно влијание на политички и деловни интереси, што доведува до пристрасни уредувачки политики. Најновата, како да кажам, предизвик на радијата е вештачката интелигенција. Еден од најголемите предизвици, не само за пишаните, мислам за сите медиуми, со појавата на лажни вести. Освен вештачката интелигенција, радиостаниците се соочуваат и со имаме значителен пат на радиостаниците и тоа од неколку клучни фактори. Тоа се дигитализацијата и појавата на социјалните медиуми. И третото ниво на анализа што го направивме беше анкета со собственикот на Канал 77, го земавме како пример за успешно радио, фактички препознавајќи ја променливата динамика на потрошувачките на медиумите и зголеменото влијание, Канал 77 одлучи наместо подпирање на пренос само на традиционални вести да го смени фокусот кон интерактивна и привлечна содржина. Со тоа не само што ги задржа своите слушатели, туку привлече и помлади слушатели. Второто беше што второто нешто што го има направи промена од ригиден еднонасочен комуникацијски модел во динамичен двонасочен формат на ангажман, со тоа што ја подобри лојалноста на публиката и отвори нови текови приходи преку иновативни рекламни формати и нормално балансирање на традиционалните медиумски способности со агилноста на дигиталните платформи е она што се препорачува.